почитувани представници од медиумите, пред се да ве поздравам сите и да ви се заблагодарам што ми ја дадовте можноста да се обратам на пошироката јавност за моето работење во општина Петровец како градоначалник за изминатиот период од 10 месеци. Во изминатиот период, значи, ги преземавме следниве активности. Комплетно го реконструиравме противпожарниот дом, каде што просториите од противпожарниот дом ги наменуваме за Сдруженијето на пензионери на општина Петровец, Сдруженијето на трудови инвалиди на општина Петровец, фудбалскиот клуб, како и местната заедница на општина Петровец. Исто така оспособивме и две гаражи кои се наменети за противпожарни возила. Во блиска иднина да се надеваме со помош со меѓународна помош дека ќе аплицираме и ќе добиеме противпожарни возила кои ќе функционираат на територијата на општина Петровец. Комплетно е реконструирано основното училиште Братство и единство во Долно Коњари, каде што децата добија нова зграда за учење. Извршено е реконструкција на училишните дворови во основното училиште Братство и единство во Средно Коњари, основното училиште Кочо Рацин во населено место Петровец и подрачното основно училиште Братство и единство во Долно Коњари. Срушен е руинираниот културен дом во населеното место Петровец, каде за таа парцела извршивме направивме комплетна документација која ја предадовме во Министерството за транспорт и врски и на таа парцела ќе градиме трговски комплекс. Со реновирање, значи, на парцелите завршиме, исто така продолжиме како превенција од поплави, извршиме очистење на одводните канали, на главните одводни канали во должина од 3,5 км, очистиме секундарни канали во должина од 2 км и ископавме нов канал во функција на одводнување на повеќе од 40 хектари обработлива површина. Во завршна фаза е изградбата на фудбалското игралиште во населено место Петровец. Исто така во завршна фаза ни е изградбата на здравствената амбуланта во населено место Катланово, каде што жителите од 7 населени места во тој дел од нашата општина битно ќе се подобрат условите за здравство, каде што нашите жители од тој дел од општината нема да патуваат повеќе од 10 километри. Исто така, заедно со владата на Република Македонија, извршиме асфалтирање на патот, на потек од населеното место Ржаничино до населеното место Сушица, пат долг 17 км. Остана уште една делница не асфалтирана, тоа е потегот од Средно Коњари до Горно Коњари, но со подобрување на временските услови и таа делница ќе биде асфалтирана и ќе имаме званично пуштање на патот во употреба. Вложиме огромни напори за ставање во функција на регионалниот водовод во општина Петровец. Водовод кој е крајно непрофесионално направен, ни се случува безброј дефекти. Последниот дефект, да се надеваме дека ќе биде последен, што се случи во центарот на Петровец, дека нема повеќе да има дефекти и негде за 20 дена ќе имаме, значи, свечено пуштање на водоводот во село Петровец. Ги презедуваме сите овие активности и покрај лошата финансиска состојба на нашата општина, пред се затекна во општина со долгови од 870.000 евра, за само 10 месеци тие долгови се намалени за 100.000 евра. Поради изградба на аеродромот, новиот аеродром што ќе се гради на територијата на општина Петровиц и Илинден, извршиме пренамена на планот за мултифункционална зона Чојлија. Значи, таму извршиме уситнување на парцели, за да можат инвеститорите да дојдат за помали финансиски средства, да земат атрактивни парцели и на истите да градат.
реализацијата на мултифункционалната зона, јас лично си ја поставив пред самиот себе, а и пред општинската администрација, бидејќи со реализација на мултифункционалната зона ќе дојде до целокупен развој на општина Петровец. Ви благодарам за внимание.